Почитувани, добро. Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вистинските вредности. Добро ни дојдовте во 8-та поред емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Денешната тема е многу едноставна. Јас би рекол на шега, една од трите теми во која сите се разбираат. Посебно ние македонците. Се разбираме во фудбал, се разбираме во политика и во образование и воспитание. Меѓутоа, не случајно, денешни мои соговорници се овие што ги одбравме. Првиот мој соговорник е Петар Миленков, инаку тој е теолог и вероучител и би рекол методичар на религијата. Инаку сте во образовниот систем како професор, односно наставник по етика на религиите. Така, Петар? Да. Добро ни дојде во емисијата и вториот мој соговорник е мојот редовен соговорник и соуредник на оваа емисија, отец Ивица Тодоров. Ке му дадеме предност на денешниот гостин, нели за темата кога ја поставивме вака образование и воспитание, кога ќе го чуеме ова синтагма образование и воспитание, што прво помислуваш ти, Петар, на оваа тема? Што значи образование и што значи воспитание? Се разбира од духовен аспект и од световен аспект. Добар ден и од мене. Образованието како процес започнува со самото раѓање на детето или на личноста и се одвија во текот на целокупниот негов живот, иако во системот на образование со одредена возраст, значи околу 6-та година, започнуваат и со редовно системско образование децата. Она што денеска во образованието ја имаат можност да учениците или децата да се стекнат со ниво на знаење кое може да го практикуваат во животот. Иако онака поставено системот на образование, од учениците бара ниво на усвојување на значајни информации, податоци, кои што би можеле да ги практикуваат или да ги употребуваат во животот. Всушност, стекнуваат знаење кое што утрената ќе можат и да го практикуваат. Самиот поим образование, онака како што христијанството го подразбира или се повика на самата етимологија на зборот, образование доаѓа од поимот образ, или за христијаните образованието е всушност изградување на личноста по теркот или пурникот на самиот креатор или создател, но во исто време и грижлив педагог и воспитувач на самата личност. Исто така и самиот поим воспитување, ако го етимологијата на поимот воспитување, ако ја анализираме, ќе видиме дека воспитати во превод би дошло да се нахрани или нахранување. Всушност, децата се стекнуваат со известни навики од самиот свој почеток, кои го формираат нивниот карактер или нивните етички принципи или нивниот морален карактер и во зависност од какви навики стекнуваат, всушност во такви личности се изградуваат. Почнувајќи од моментот кога првата грижа за децата е од самите родители, поточно родителите како оние кои што посакале да постојат децата, бидејќи децата се всушност плод на желбата, љубовта, волјата на родителите и најдобро знаат што им е потребно и за нивно психофизичко развивање, но и за нивно духовно развивање, бидејќи улогата на родителот е токму тоа да го подигне сопственото дете во личност во која што ќе се вградат вистински вредности или дете кое што би било нивна радост. Потоа образованието, онака како што денеска постои во општеството, па и кај нас, деца запознаваат со известни наставни содржини кои што ја овозможуваат стекнување на знаење, но лично сметам дека воспитната улога во образованието е ставена или е маргинализирана, иако постојат различни начини како тоа да се устрои детето во образованието или да се изгради некаква морална атмосфера во која што детето ќе си ги препознае и своите потреби и своите морални вредности, ќе може да ги гради преку оно што се нарекува образовен
процес. Така, благодарам, ова е добар вовед во денешната тема. Тука е отец Ивица, он е свештеник по професија и нормално дека тој ќе зборува повеќе од тој духовниот аспект на оваа тема. Меѓутоа, сите ние сме поминале низ образовниот систем. Отец Ивица исто така е председател на невладината организација До дома, која има една активност што се нарекува Училиште за живот. Интересно е, Петар зборуваше за децата, нели, како децата поминуваат низ тој образовен систем, меѓутоа духовното образование трае цел живот. Така, отец Ивица? Многу интересен вовед направи брат Душко во емисијата и спомна дека образованието и воспитанието е една од едноставните теми. Многу ме интересира од каде тоа го излучи дека едноставна. Во смисла дека сите се разбираме во образование и воспитание и на некој начин може би има вистина бидејќи сме поминале низ тој процес. Имаме искуство. Еве, во контекстот на подготовката на оваа емисија и така натаму мора да им пренесеме на нашите гледачи дека оваа тема образование и воспитание може би круцијална, суштинска, затоа што, како што спомна и Петар, преку овој процес на образование и воспитување, всушност се вградуваат вредностите за кои ние говориме во личноста, во животот на оние кои го поминуваат тој процес на образование и воспитување. И освен вредностите, во овој процес на образование и воспитување, во личноста се вградуваат и сознанија, вистини и вештини, кои нам ни помагаат, значи, да живееме еден актуализиран, благословен, организиран, осмислен живот во овој свет, но исто така знаења и вистини кои треба да ни помогнат, осмислувајќи го нашиот живот во овој свет, да стекнеме сознание и подготовка и за таа состојба на вечно постојање. Тоа се тие духовни вистини, така натаму. И сега, навистина, јас се поврзувам, сепак ја и Петар сме од иста идеолошка матрица, односно јас и тој сме православни христијани, значи поточно би кажал верска матрица. Значи, кога еден христијанин говори за образование, тој секогаш терминот образование го поврзува со терминот образ, затоа што на самиот почеток во Светото писмо, преку она што му било откриено на пророкот Мојсей, тој го запише во својата прва книга, е вистината дека Бог го создаде човекот по својот образ и по своето подобие. Сега, под образ има многу толкување, објаснување што се подразбира, но генерално сите се служуваме дека под образот се подразбира личноста на човекот. Тоа што јас сум, значи моето јас, моето јаство, мојот идентитет, тоа што јас навистина сум, носечкиот столб на мојот идентитет, јасно. И сега, таа личност, значи, треба да стекне уподобување со Творецот, односно да ги стекне оние својства, карактеристики, кои Творецот ги има во себе си и според кои треба да бидеме ние препознатливи како негови созданија. Значи, да имаме љубов во себе си, да имаме вистина, да имаме состојба на тоа да го разбереме нашиот живот како процес, значи личноста не е дадена еднаш за секојаш како затворен систем, значи ние сите гледаме дека ние сме сите отворен систем кој преку образованието, односно преку овој процес, самата личност доаѓа до само себе спознание и спознавање на вистинската смисла на своето постојање и во овој свет и во вечноста. И сега личноста се развива преку тој процес на уподобување, значи да се оствара тие сличности со самиот Творец. И сега, значи, тоа би било суштинското значење на образованието од аспект на еден христијанин. Но, освен овој тип на образование, ние живееме во свет во кој треба да стекнеме многу информации и вештини за да можеме да живееме во овој свет. И затоа тука е така да реченото светско образование. И според мене не треба да има некој судир, туку да има надополнување помеѓу духовното образование, помеѓу тој процес на духовно растање, уподобување, созревање на личноста и она што се нарекува светско образование, односно примање на вистински информации, градење на вистински светоглед и стекнување на вистински вештини кои ќе ни помогнат нашиот живот да биде благословен во овој ваков свет. И затоа многу е битен и тој момент тука на воспитување, значи да бидеме хранети со вистински вредности. Но сега, како што го спомна тој Петар,
ние не можеме денеска од нашиот образовен систем толку да очекуваме воспитување, затоа што ние живееме во едно општество кое е секуларно. Значи, каде што црквата е одделена од државата, од државното образование, и сега ние не можеме да бараме никаква матрица, никаква идеолошка матрица за тоа како треба да бидат воспитувани нашите деца. И затоа секуларното образование, тој момент со воспитувањето го става на минимум. Мислам, може би Петар повеќе тука ќе го објасни тој момент, затоа што е инволвиран натре во нештата. И затоа воспитувањето сега е ставено во контекст да биде актуализирано први натре во семејствата. Значи, натре во семејствата се негува верата, се негуваат вредностите. И натре во семејствата, всушност, треба да биде вистинското воспитување. Се разбира, не само да не го амнестираме образовниот систем, но сепак воспитувањето треба да биде акцентирано во семејството и зависи на која верска заедница припаѓа и внатре во верската заедница, дали тоа ќе биде црква или не знам било што. Значи, затоа што тука ние споделуваме исти вредности, иста вера, значи ист светоглед. Тоа што не може денеска мене човек со различен светоглед од мојот да го воспитува моето дете, затоа што јас ќе се побунам. Така. Тоа е тоа. И затоа образовниот систем во секуларна држава како што е Македонија повеќе става акцент на информација, на пренесување на информација, отколку ова со воспитувањето. И сега па се отвора и тоа друго прашање, Дучко, во реалноста на нашето живење, колку па нашите семејства, колку родителите па се подготвили за едно вистинско воспитување на своите деца и колку имаат време и тоа. Еве, тука сме на оваа емисија, па ќе проговориме за сите тие нешта. Пред да продолжиме, често го слушам тоа, навистина го детектира дека воспитанието е запоставено. Меѓутоа, гледаме тука Жан-Жак Русо, пред отприлика 200 години живеел и вели воспитувањето е поважно од образованието. Не одгледуваме ни судија, ни војник, туку човек. Значи, гледаме, од секојаш мудрите луѓе детектирале дека е најважно да се одгледа човек. Во една анекдота има кога еден духовник ги прашал, му дошле на група наставници кај него и го прашал: ти што подучуваш? Едниот вели: јас подучувам математика, другиот вели: јас хемија, биологија. И им рекол: добро, меѓутоа сепак никој од вас не кажа дека подучува деца, дека подучува луѓе. На некој начин тоа е запоставено. Зошто е тоа така, Петар, во денешниот образовен систем? Добре, јас сум вклучен во образованието преку еден предмет кој што е изборен предмет во 600 делинија. Тоа е предметот етика во религиите. Вклучени се неколку дипломирани теолози, во исто време методичари на религијска настава. Тоа е еден предмет кој што можеби првичната цел и идеја беше токму да се најде еден модус како децата кои што стекнуваат знаење да можат и да изградат вистински меѓусебни поздрави личностни односи во кои што прво ќе научат да се почитуваат себе се, а потоа да ги почитуваат и другите околу себе. Сега ефектот од самиот предмет е сосема можеби поинаков, иако нема некоја добра анализа направена, сепак тоа е само едно од вашето истражување можеби нема само еден какви се ефектите од сега? Па може да се направи една субјективна анализа, која што е пред се согледување на она што ние го работиме како наставница. Има разлика прво во самите деца кога доаѓаат во јуни, кога доаѓаат во септември, кога завршуваат во јуни. Се гледа една позрела состојба на меѓусебно и почитување и поддржување. И ако се направи, но сепак тоа се субјективни анализи, ќе видиме дека има многу некаква дискрапанца во однесувањето на еден ученик кој што го посетувал предметот и ученик кој што не го посетувал, бидејќи ова е изборен предмет. Изборен е, ама во буквален смисол, треба да се изборат за да може да го има. Да може да го изслушат заради состојбите такви какви што се во повеќето места каде што бидејќи има и општини каде што и воопшто не се придава овој предмет. Значи, улогата на предметот, барем првично, беше да може децата кои што доаѓаат во училиштето и кои што
иако дома постојано родителите се обидуваат да изградат или пак во собствените деца да всадат навики кои што би биле добри навики, одличија кои што би биле некаков си урнек за добро воспитување. Многу ретко го користат поимот етика или етос или навика и во првичниот разговор кој го имаме најчесто за нив е поимот етика новост, меѓутоа кога ќе им се објасни што е етика, дека тоа е морално однесување или тоа е доброто однесување или наука за како да се изградат во добри личности кои што ќе научат пред се да го почитуваат сопствениот живот, да ги почитуваат сопствените вредности, да знаат да изразат благодарам на сопствените родители, да знаат да се почитуваат помеѓу себе. Веднаш сваќа дека всушност тоа е секојдневие во нивниот семеен живот, во нивната комуникација со другарите, во нивната комуникација во училиштето, меѓутоа предметот требаше да овозможи или треба да овозможи, се надевам дека ќе се развива за да може оние деца кои што веќе имаат личен афинитет, желба, потреба да го изучуваат и да им се даде таква можност во целост на оние кои што сакаат. Да им се даде таа можност да можат оние вредности кои што се не само христијански, те длабоко човечки вредности, да може и да ги практикуваат во животот, бидејќи етиката е теорија, наука за доброто однесување, но сепак практикувањето говори за градење на личности со морални вредности. И ако етиката е теорија, морало би требало да биде некакво практикување. И како што ние учиме во животот се, или многу нешта кои што треба утре да ги практикуваме, па да живееме од нив, значи да работиме, сработиме, па заработиме. Така би требало и оние етички вредности кои што се карактеристика и на човештвото или на човекот, ако земеме целиот правен систем, всушност се базира токму на оние меѓучовечки односи кои што во крајна линија ќе ги сретнеме токму и во Декалогот, и во Стариот Завет, и во јудаизмот, но во христијанството како религиски, ќе го наречам систем, иако за христијаните христијанството и не е баш религија, тука е нов начин на живот и нов начин на постоење, но сепак заради верата во Бог, заради верата во вечниот живот, ако го врамиме во рамките на религијата, ќе видиме дека сите оние вредности кои што и христијанството ги давели, за прв пат религискиот систем во христијанството се поистоветува со она што е етика. Ако пред христијанството говориме за елинизмот или далеко источните религии, ќе видиме дека таму е неможно познавањето на апсолутот на самиот Бог, туку на чувствување на она што се нарекува излив Божји или еманација Божја, каде што апсолутот останува непознат. Ако земеме јудаизмот, па и исламот како религија од аврамитски карактер, монотеистички религии, видиме дека за прв пат Бог се пројавува како личност, што значи дека Бог како личност, кој што е апсолутна слободна личност, и во се разликуваме од самиот Бог, сме исти или истоветни само во една работа, а тоа е во слободата на личност. И Бог како апсолутно слободно битие создава апсолутни слободни личности. Но со потенцијал и можности тие да се развиваат или да се уподобуваат до крајно совршенство, но совршенството кое што доаѓа од самиот извор на Бог, за разлика од основачот на етиката Аристотел, кој во себе го дава поинаквата можност дека човекот како човек во себе содржи се, па и можноста на, како што он ја нарекува интелехија, совршенството. И со само усовршувањето на самата личност да може да се изгради до совршено битие. Во христијанството доаѓа до таа симбиоза, поточно на она што е култ, религија, но и етика и пракса. И токму етиката како систем, иако се појавува и во филозофијата, и во религијата или во теологијата, во христијанството може би ја добива таа симбиоза на или заедништво во кое што и религијата не е само практикување на некакви ритуали или некакви принесувања на некакви или сведочење на некакви вистини, туку меѓу тоа бидејќи велиме дека етиката произлегува од онтологијата, а онтологијата во христијанството се базира токму на тоа што самиот Бог го испрати единородниот свој син Божи, кој што заради спасението на човештвото пострада. Всушност, последната жртва направена заради спасение на човештвото. Човекот христијанин, па и оние кои што имаат јудео-христијанска традиција, вклучувајќи ги тука можеби
и исламот и јудаизмот, иако и во исламот и во јудаизмот ќе сретнеме една исполнување на Божјата волја. Велиме дека Бог се открива или Бог се пројавува, но е неможна некаква комуникација или блискост на човекот со Бог. Сепак моралните принципи, етичките вредности кои што ги поседуваат во себе и јудаизмот и исламот, но пред се во христијанството, ќе видиме дека од човекот бараат или од човекот му се нуди можност, доколку го практикува и го живее сето тоа, да може да се изгради во една зрела, здрава, духовна, па и социјална личност во која што она што он го сведочи, ќе може да го посведочи на другите. Неможно е човекот да не се почитува, да не се сака себе си, да може да ги сака другите. Или како што вели Христос во Евангелието според Јован, лажго или лажливец, некој што вели дека го сака Бог кој не го гледа, а ги мрази луѓето кои секојдневно ги сретнува. Во суштина, само да довршам мислата, човекот кој што успеал во себе да ги пронајде вредностите, или човекот кој што се обидува да живее живот кој што има некаков вредносен систем, бидејќи осознал дека неговиот живот има и цел и смисла во овој свет, дека не е ни случајност, не е ни безличен, иако биолошки сме времени, сепак можностите на човекот не завршуваат со биолошката смрт, туку му се дадени поинакви можности за вечно постојана и вечна екзистенција. Најдов еден цитат од Платон кој вели вака: душата не зема ништо со неа во другиот свет, освен незиното образование и незината култура. На почетокот на патот кон другиот свет, стекнатото образование и култура може да бидат најголема помош, но може да бидат и најголемиот товар за личноста која починала. Интересно е нели Платон живеел пред Христа и како луѓето што тоа време имале сознание дека душата не зема ништо од овој свет материјално, туку го зема она што како искуство, како знаење, како култура го пренесе во другиот свет. На ова се надоврзува христијанството, нели, со тоа што има директно објава од Бог. Луѓето тогаш само наслутувале, а сега веќе имаат знаење директно. Значи, ако објавата Божја запишана од пророкот Мојсеј ја примеме како вистинска, значи ние осознаваме дека секој човек, без разлика од кој временски период во човештвото живеел, тој човек е создаден по образ Божи. Значи, сите ние кои сме создадени од Творецот, сме создадени по неговиот образ. Значи, дадена ни е можност да бидеме личности. И сега, како личности, ние сите имаме потенцијали за да ја спознаеме вистината, слободно избирајќи ја или не избирајќи ја. Сега, без разлика дали ние ќе оцитираме Платон или било кој друг елински философ или источен философ или така, од било кој историски период, ние сите гледаме дека сите тие луѓе имаат порив за вистина. Значи, порив за вистинско остварување на личноста не само во овој свет, туку и во вечноста. Но јас би сакал нешто друго да се надоврнам во однос на ова што го спомна Петар, зошто е толку битно вистинското образование, односно образованието на личноста. Еве денеска ние гледаме нашите деца, ги праќаме да учат англиски, руски, кинески, германски и така натаму. Убаво е, не викам ништо лошо, дека децата не треба да ги познаваат јазиците на другите народи, тоа овозможува многу нешта во животот, че да кога имаш комуникација со една цела друга култура и така натаму, напротив, исто така ги праќаме на разни вештини, например, или да спортуваат, или да учат за компјутер, или било што друго. И тоа е потребно, но исто во училиштето децата учат да го разберат овој свет, учат за историјата како овој свет бил во минатото, што ќе се случи во претпоставка како со еднината и така натаму. Но морам да признам, дека ако го излеков од она што го говореше Петар, морам да признам дека се повеќе и повеќе денеска современите родители го забораваат тој момент дека нивното дете, освен што треба да биде исполнето со вистинска информација, што треба да биде исполнето со вистински вештини кои ќе му помогнат за многу нешта во животот или ќе познава доста јазици, нивното дете треба да биде и добар човек. Така. И тоа е целта на образованието, не е само и на воспитувањето, не е само да го полни умот на детето со вакви или онакви информации, така натаму, но туку да формира добар човек. Сега целата приказка е по кој критериум добар човек.
Сега, тој момент, ние као христијани го имаме секојаш. Значи, нам ни е дадено тоа откровение и Бог ни се откри во Христос. Так. И Христос е полнота на добрина, како што е полнота на вистина. И тоа е критериумот. И секоја заповед Христова, односно целиот тој етички систем во христијанството, па и во контекст на сите оние народи кои преку образот Божи дошле до овие вистини, полека ни помагаат да разбереме кои вредности, односно кои вистини, кои пракси во овој свет овозможуваат една личност да биде добра, односно здрава и социјално прифатлива и социјално градлива или нездрава личност кој ќе биде социјално неизградлива, деструктивна личност и така натаму. Значи многу е битно, забораваме. Факт е тоа, само тоа што го спомна Петар околу оној момент со игра на зборовите, изборен предмет, да се избориш. Да, значи, само да тоа што не сепак доволен процент и православни христијански семејства ги мотивираат своите деца да го изберат овој предмет, дава една слика дека ние се повеќе некако го потиснуваме духовното, она суштинското, ја потиснуваме личноста на нашите деца, личноста како извор на секоја среќа и цел на постоењето, затоа што личноста е она што вика Платон преку душата, оди во она состојба на вечност и така натаму. Тој момент изгледа дека ние го забораваме и се врзуваме само за логиката на успешноста во овој свет. Да имаме полна информација во главата, да бидеме успешни по логиката на овој свет, ама многу често, за да бидеме успешни по логиката на овој свет, ние забораваме дека треба да бидеме добри луѓе. Туку многу често нашите деца се претвараат во луѓе кои се манипулативни, кои се практични, кои се вакви или онакви, но кои не се добри. И ние гледаме дека таквите луѓе, особено ќе фатат некоја позиција во општеството, иако се информирани, иако се со сериозно образовани, ама ако не се добри, тие се и деструктивни. Така. Родителите или повеќето луѓе од овој свет сака да создадат успешна личност од сопствените деца. По кој критериум успешна? Значи во општеството да дојде до некаква позиција. Дали ако некој оствари некоја своја амбиција, кариера и така натаму, дали ќе биде и како лично задоволен и осмислен. Така. Интересно е дека на некој начин како се да е посветено кон тоа да се создаде успешна личност во овој свет, запоставувајќи ги нели ова вториот дел воспитанието, односно крајната цел на образованието, создавање добар карактер. Она социјалистичкото учи за да не работиш. Така, се продолжува. Еве, ти Петар си во образовниот систем сигурно многу по непосредно ги гледаш тие работи, како родителите реагираат нивното дете пред се да стекне диплома, запоставувајќи го знаењето и запоставувајќи го карактерот, како нешто помалку важно. Зашто е тоа така? Или дали се согласуваш, може би не се согласуваш со овие ставови? Па се согласувам до извесен степен. Значи, предпоставам дека родителите се свесни за обврската на еден родител. Што значи дека родителот никој не го натерал да има пород. Прво, самиот избрал да има пород. Второ, тоа го направил по собствен избор. Второ, децата се затечени. Тоа значи никој не ги прашал дали сака да се родат. Втора работа, ако некој посакал да има свој пород, ќе треба да знае дека родителот сноси покрај права да го има сето тоа и одговорност за собствените деца. Ако гледаме низ призма на општествени или социјални моменти, точно е дека денеска повеќето се обидуваат да бидат реализирани, условно кажам, општествено. Тоа значи дека таму се исклучува во потполност етиката. Значи етиката тогаш може да им создаде само пречка. Само пречки на патот. Не дека нешто ќе им помогне во суштина, бидејќи денеска јас не верувам дека се бават со проблемот на честност многуми на кои што ја имаат потребата од кариера. Во суштина кариерата и би требало да се развива или личноста која што вложила труд во сопствениот живот, во сопственото образование, би требало и да го реализира сето тоа. Како што ние учиме со цел да
тоа знаење и го практикуваме. Некој би било бесмислено да се образуваме. Особено говорам системски, школски. Меѓутоа, ако кариерата стане цел само по себе, и ако нереализираноста и причините за нереализираноста собствена ги наметнат како критериум на однесување на собствените деца, има сериозен проблем. Така. И јас, може би, со оглед на тоа што придавам изборен предмет, оние кои што го избираат, ајде да бидам малце по-конкретен, или на тие што им се допушта да може да доаѓаат, бидејќи по многу случаи таков, тој впечаток од децата и причините зашто доаѓаат, па и од родителите го нема. Но во оние, пријателски средби со родители кои што, не знам, бидејќи ја имам деца кои што се образуваат, или имам едно детенце кое што оди во основно училиште, и во средбата може да се види, или во личностен, во приватен разговор, потребата од наметнување на реализација на многу нешта кои самите ги немаат реализирано во самото дете. Или пренатрупаност со обврски на детето кое што во суштина тој и механички ги извршува. Кога имаш премногу обврски, а во исто време само треба да знаеме дека образованието е наметнат процес. На едно прво деленче, ама буквално ништо не му е потребно, како развоен момент од оно што го учи. Меѓутоа, се смета дека 6-та година, уште од Аристотел па навака, дека е некаква соодветна возраст во која што родителите ќе треба да можат во исто годиште или пак во блиска групација или одделение клас, да можат тие деца и системски да се образуваат, меѓу другото и да се социализираат или да изградат некакви комуникации, бидејќи растат во семејството, некојаш со едно дете, па и со две деца, кои што се во различна генерација, не овозможува некаков близок социјален момент, бидејќи сепак тоа се дечиња кои што се развиваат. Така, образованието како спореден момент го има тој елементот на социализација, што не е примерен, меѓутоа секогаш е присутен. И тоа е многу битен. Јас мислам дека во сега барем од оно што ја гледам впечаток, бидејќи второ одделение е 7, во прво одделение беше буквално насочено вниманието токму на таа социализација. Не, бидејќи сепак е таа некаква се преодна фаза од она што беше порано забавиште, па не знам, нулта група. Иако се учи материјалот, на сепак моментот на заедништвото, на создавање некаква, условно колективна свест во тој момент, не би можел да се говори во конкретност, меѓутоа да се создаде атмосфера во која што тие ќе знаат прво да седат 40 минути, второ реализирање своите, не знам, и физиолошки, па и своите потреби да се ги реализираат во соодветно време, да го канализираат тој момент да не го прави кога ќе сака, како ќе сака и со повик кон тато и мама. Меѓутоа, моментот на социализација овозможува таков амбиент во образованието, меѓутоа треба да знаеме дека образованието е процес и тој е само почеток можеби, меѓутоа се она што отпосле се случува во образованието, моментот на етиката или градењето на личноста, градењето на здравите односи меѓу личностите, воопшто не се ни допира како момент на образование. Иако јас постојано говорам дека, секоја наука или научна дисциплина која што се изучува, има употреблива вредност во животот. Етиката или ќе ти треба или нема да ти треба. Или ќе ти биде битно каков си како личност или нема да ти биде битно. Меѓутоа, во сопствениот живот ти имаш потреба и да работиш, и да практикуваш нешто во животот. И многу побитно ти е сопствени газда, предпоставен, дали е тој човек, дали го вреднува твојот труд, дали тебе те почитува како личност, а не дали знае да множи на памет децимали, не знам таму, дали познава историски или има историски податоци за не знам која област, или познава некакви обележја географски и така натака. Што значи дека во животот ние сакале не ичеле ќе се сретнуваме и со религијата како основен бит на нештата и со етиката како принцип на градење на било какви здрави односи со било кој човек.
И ако ние не тргнеме од собствените етички вредности, ако ние самите во себе не сме успеале да изградиме некаков карактер, некаков етос кој што прво нас ќе ни даде некакво ослободување во контекстот, бидејќи човекот кој што е обременет од се, е човек кој што прво не може да биде смирен, не може да биде воздржан, не може да го контролира собствениот карактер, секогаш ќе се пројавува егоизмот, секогаш гордоста ќе биде критериум на неговото однесување, секое реализирање ќе го доживува како собствена величина, што е многу често, да не речем, во мноштво, не само во образованието, него во целокупниот живот или онаму каде што ние ги сретнуваме или со луѓето со кои што ние комуницираме. Јас само, пошто моите деца исто се сега во системот на образованието, убаво што го отвори баш тој момент Петар, социјалниот живот или тоа социјализирање на децата, освен што тие тамо деца примат информации, учат за ова или за она, тие се социјализираат, односно градат меѓусебни односи. Сега, уште веднаш забележливо е дека некои деца се вакви, некои деца се онакви. Односно, некои деца пројавуваат некакви веќе стекнати етички норми, а некои деца не пројавуваат никакви етички норми, туку се деструктивни. И се не е моје да навлегувам во тоа зошто и како е тоа, че тоа може би да биде тема на некоја друга емисија, но целиот проблем, јас тоа сум го говорил со наставничките, е дека колку отсаствува тој воспитен момент. Затоа што децата, кога тамо се социализираат, тие веднаш на лице место се соочува со таа проблематика на немање етичност кај некои деца, кои лажат, кои се манипулативни, кои се насилни и така натаму и така натаму. Значи, тие немат изградени пориви кои однатре ќе ги научат на еден по-друг, по-градивен, по-љубовен, по-тимски начин на функционирање и прифаќање на социјалата. И може би не сум управо, но тоа што не се акцентира овој проблем, околу таа социјализација тамо како да се направи на вистински начин, ние гледаме дека многу често луѓе кои се, односно деца, па потоа и луѓе кои се насилни, кои се наметливи, кои се егоистични, кои имаат некаква болна амбиција, ја би се сложил тука со Петар, амбицијата е позитивна работа, ако знаеш да ја научиш и кариерата и така натаму, но тоа ако стане патологија и цел само за себе си, тогаш е егоизам. Тогаш завлегува во една патолошка состојба, сите да бидат починети на твоите интереси и цели. Тоа го гледаме ние уште кај децата. Дури јас мора да приметам дека децата се дури најнемилосрдни во однос на тоа. Како што едно дете може да биде немилосрдно и манипулативно, никој не може, за волја на вистината. И за жал, ако не се отвори ова прашање, ако не се актуализира моментот на воспитување во образовниот систем, значи од самиот образовен систем и од самиот овој модел на ваков начин на живење ќе се пројавуваат луѓе кои се нападни, кои се манипулативни, кои се насилни, кои без обзир на се, без осет за се, што би рекле некои преку лешеви, ќе дојдат до остварување на своите цели. И ние гледаме, за жал, како нашето општество и во нашето општество некои зацртани цели на некои луѓе скапо ги чинат дури многу би на други околу нив и така натаму. Значи, без етиката, без ова сознание за тоа како ние сите треба да се формираме во едни градивни личности, општествени личности, градивни, значи да го градиме општеството, ако ја нема етиката тука, особено ако го нема верскиот момент, духовниот момент, значи етиката е сега пак нешто треба да направиш ова за да имаш ваков ефект и така натаму. И тоа е окей. Добро, етиката е, би рекле, хоризонтална љубов кон ближните. И одговорност. Меѓутоа треба да го има и вертикалата, односно кон Бог, зашто да бидеш ти добар. Вертикалниот момент завршува многу покасно. Значи многу покасно. Сепак децата примаат информации за тоа кој како треба, учат и така натаму, но да се изградиш како богоподобна личност, односно здрава личност, остварена личност, духовна личност, тоа е еден процес кој започнува покасно во животот и многу е битно се треба да имаат сознание дека такво нешто постои. Тоа е целиот момент, и тоа треба да дојде од верските заедници. Конкретно ние како црква, како заедница на Христо и ученици, тоа треба да го сведочиме, а не случајно баш еве за ова денешна средба
го избрав ова како цитат, како вистина откриена од самата вистина, од самата светлина на постоењето, од самиот Христос, кој вели вака, ова може да го прочитаме во Светото Евангелие според Јован, во 12 глава од 46 стих. Христос вели вака: Јас, светлината, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, зашто не дојдов да му судам на светот, туку светот да го спасам. Кој се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Значи сега ако говориме за вистината во апсолутна смисла на зборот, како смисла на постоење, значи таа вистина ни доаѓа од самиот Христос, од самата смисла, самиот логос, која приме човечката природа и дојде во овој свет, и самиот тој може да каже јас светлината. И он вели, значи сите оние луѓе кои ќе станат свесни за тоа дека тој е светлина и ја примат неговата светлина во својот живот, тие ќе ја победат темнината, односно ќе го победат и незнаењето, и гревот, и промашувањето на постоењето, односно ќе ја разберат онтологијата, смислата на своето постоење, односно ќе ја разберат смислата на животот. Но за тоа ние не можеме сега овој принцип да го бараме во едно секуларно образование, иако имаме еден таков предмет таму, но колку може тоа да се говори таму и докаде, и тоа сега Петар треба да каже, но сепак ние како верска заедница, всушност како црква, црквата и за тоа постои. Црквата како тело Христово во силата на Светиот Дух треба да ја сведочи оваа вистина. Но пред се и над се треба да ја сведочи оваа вистина преку оние луѓе кои веќе живеат во оваа вистина и дале плод од оваа вистина. Затоа што само таквите луѓе привлекуваат со својот живот за да се живее во оваа вистина. Христос ово го кажал, ама историски гледано, ние 2000 години сме оддалечени од Христос. Но не сме оддалечени од Светиот Дух. Светиот Дух е дарува на црквата, да делува во црквата и преку членовите на црквата да им помага на сите оние кои се гладни и жедни за оваа вистина. Но сега овој процес на спознање, на образование е многу поразличен од оној светскиот и така натаму, затоа што тука се работи и целта едноставно објектот кој е цел на ова образование е самата личност на човекот. И сето тоа се избира слободно, треба некој човек тоа да го избере. Така. Интересно е дека сите општества се трудат, еве сега ние сме во таков процес, да создадат што подобар систем, образовен систем. Меѓутоа, како да заборава дека главниот чинител во тој образовен систем е наставникот, учителот. Има една изрека, вели вака: постојат наставници што информираат, наставници што фрустрираат и наставници што инспирираат. Значи, целта е што повеќе да има од овие третиви. Зашто што денеска живееме во време информативно, каде што лесно можеме да дојдеме до информација. Постојат луѓе што наместо нели ќе го напреди, ќе го фрустрира детето да мора потоа со години да излезе, да се извлекува. Да се извлекува тие повреди и трауми што ги доживеал низ тој систем. Меѓутоа, како најредот, сега кога ќе го вратиме филмот наш назад, најред ќе се овие што не инспирирале ние нешто да направиме во нашиот живот. Такви примери има нели во нашата историја, дури еве од поранешниот образовен систем ние се сеќаваме дека беа нагласени личностите на Кирил и Методи, Климент и Наум, нели од оваа духовната сфера, меѓутоа како просветители, како луѓе што го донеле писмото, што го описменувале луѓе, запоставувајќи оваа духовната позадина, меѓутоа сепак луѓето имаат сознание дека такви луѓе постоеле. Сега верувам дека овој предмет ќе им доближи на некои деца на таа возраст да имаат покрај оние херои што ги гледаме од таните филмови, од нели масовните средства за информација, дека постојат и некои луѓе што можат да бидат херои и водители за нив и понатаму во животот. Духовно-етички план. Така, што ќе им бидат херои, што вели Отец Истина, на духовно-етички план и да се трудат нив да ги поддржуваат. Колку е тоа присутно, да речеме, колку е тоа можно и остварливо оваков систем, овакви околности. Па вака, јас можам да говорам од собствено име, значи првично кога и прифатив да го предавам предметов, тргнав од претпоставката дека тие се ученици и без мене, меѓутоа јас не сум наставник без нив. Што значи дека ако тие доаѓаат по избор на собствена слободна волја или пак се избориле да го слушаат тој предмет,
Моje е да им ги дадам оние содржини или содржините кои треба да им се пренесат на начин во кој што воопшто нема да ги оптеретат, начин во кој што тие ќе ги усвојат и можам да кажам, сега да не идам повторно со субјективност, меѓутоа може да се направи пообјективна слика. Секој некој што смета дека може да или го интересира, може да се направи таква анкета или да се ги согледа децата, бидејќи првичниот момент не е направено такво нешто. Истражување. Особено многу е битно за овој предмет. Истражување од страна на Не знам кои институции, вајда некоја. Нема таква институција која се бави со овој предмет посебно, инаку се надевам дека имаат информации, имаат доволно или недоволно или погрешна информација или пак може би соодветни информации за овој предмет, меѓутоа овој предмет во оваа форма како што е, иако е поведен пред 6 години, првичната идеја беше да се развие како предмет, значи да биде и редовен предмет, а потоа да може и децата да го изучуваат и во уште една година, но тоа беше првичната идеја, некако таа идеја е 6 години во место. Во моментов е само изборен предмет кој што го предаваат наставници кои немаат никаков статус, таков нема ни предметот статус, сите оние други кои што се, ајде ќе ги наречам, други кои може да ги избираат, се предмети кои што веќе ги предаваат други наставници кои што имаат редовен однос. Ти може да го, пошто си натрево нештата, добро. Дали се повеќе ученици и родители се заинтересирани за овој предмет? Затоа што мојата ќерка помина низ тој предмет и она е крайно задоволна. Значи, јас можам да кажам низ моје лични искуства, низ искуства на оние што кои што имам искомуницирано или комуницирам, го предаваат предметот. Значи, во општината кај што јас предавам имаше традиција да се презентира пред родителите на родителска крајот на една учебна година, кај 5 одделенците, па родителите заедно со децата да одлучат во кој предмет би го слушале. Веќе 2 години таа опција не се практикува, бидејќи изборот на етиката религија беше во мноштво. Така да сега се прави веднаш онака поделба, да го има формално, значи 2 часа, 4 часа, како се вика тоа. Се дават одредена група на деца со кои што тие се предодредени или тие пак имаат можност да го слушаат сето тоа како предмет. Инаку се додека е во оваа фаза, значи предмет кој што нема никаков статус како предмет. А добро, пошто сме сепак на еден сериозен медиум, и ова е според мене многу сериозна емисија, што ти би предложил, Петар, како наставник кој го предава овој предмет? Што да се промени за да ова биде... Првичната идеја со воведување на овој предмет беше дека ќе биде редовен предмет. Значи, што би било најбитно? Значи, ако е редовен предмет, тоа значи дека децата нема да ги принудуваат или нема да ги принудуваат да го слушаат овој предмет. Значи, со слушањето на овој предмет нема се создае таа фрустрација да предметот се гледа како некој што ќе им ги одзема часовите како нешто наметнато, им го одзема времето. Така. Значи, како редовен предмет има слободата на ученикот да всушност она што е тема, содржина, многу слободно да си го ислуша или слободно да си го реализира како предмет. Меѓутоа, кажав дека тоа беше првичната намера, затоа и повеќето од теолозите беа на специализација за да успеат да предаваат етика во религија, бидејќи жилбата да се предава етика во религија е малце поинаква од жилбата да се предава било кој друг предмет. Затоа што тоа е некаква исконска борба, не на човекот, него исконска борба дека сепак нешто се воведува во кое што овој народ го градил својот бит. Така. Просветителството, илуминизмот кој што во суштина го истисна духовноста, истисна духовноста од образованието и всушност се наметнато или накалемено на овие простори, иако кога ќе погледнеме историјата на овој народ, почнувајќи од Свети Кирил и Методи, кој никој сериозен научник не го негира нивниот допринос како просветител, па и оној просветителски период во крајот на 18 и 19 век, што современите научници, сериозни научници го потенцираат како момент на просветителство и на овие простори, не овозможи
еден предмет во кој што децата покрај тоа што ќе стекнуваат информации и знаења ќе можат и да се запознаат со онтолошката суштина на учењето или на вреднувањето биде на наша животот. задача и како Македонска православна црква и како граѓани на Република Македонија кои исповедаат христијанска православна вера, па и сите христијани, други па и сите оние луѓе кои имаат осет за духовен живот. И мислам, никогаш не треба да го забораваме тој момент дека и свети Кирил и Методи, и свети Клименти Наум, и сите останати светители на овие простори станаа свети затоа што ја прифатија светлината што Христос ја засведочи, светлината или вистината на постоењето. Сега ќе мора ние полека да завршуваме. Јас имам едно прашање до тебе, брат. Душко, дали знаеш кој во Јапонија го знаеш оној култ на императорот, кој не му се поклонувал само на императорот? Предпоставам христијаните. Не, само учителот. Само учителот. Затоа што јапонците многу добро разбрале, ако имаат добри учители, ќе имаат добри императори. Така да ние сите се надевам и нашите гледачи треба да го разберат тој момент, дека оној учител кој на вистински начин ја разбра вистината на постоењето, светлината постоењето и кој ги има вистинските информации за овој свет, само тој учител може на вистински начин да помогне нашите деца да бидат добри и одговорни личности кои ќе бидат успешни, градивни и за нашето општество, но и ќе бидат радост за нашиот Творец. Благодарам, останува уште да му дам една можност на заклучок на нашиот гостин. Петар, што би кажал како еден заклучок? Еве, претходно зборуваше што би требало да се направи со предметот, меѓутоа, општо за образованието. Како да изградиме, на кој начин е да се изгради образован човек во вистинска смисла на зборот? Освен или образовниот систем и други нешта, предпоставам дека треба во тоа да се вклучат. Добро, образовниот процес, како што кажав, трае од раѓањето, трае до крајот на сопствениот живот. Дел од животот ние го поменуваме низ образовен систем, онаков каков што државата налага, бидејќи сепак тоа се институции во кои што треба да се создаваат личности кои што ќе бидат како граѓани одговорни во општеството или ќе имаат општествена активност или улога во сето тоа. И тоа човекот нема дадена, тоест нема ускратена можноста секогаш и секаде надвор од она што е образовен систем да може да се информира, не само преку фактографско познавање или преку поседување на информации, туку да може самиот да се развива, да се надградува, да осознава, да чита, да истражува. Што значи дека самиот да сака. Ние сме завршиле некакво образование, меѓутоа претпоставам дека никој не завршил со образованието во моментот на дипломирањето. Значи, некој би било жално да дипломата биде крајната цел на еден Има ваква една мисла најдов, значи образованието е како веслање спротивно на течението. И вели, во оној момент кога ќе престанеш да веслаш, ти назадуваш. Многу добро споредно. Значи, ние цел живот треба да весламе наспроти сите, наспроти текот, за да стигнеме до целта да го изградиме карактерот, односно да се Богу уподобуваме во христијански контекст, меѓутоа најважно е личноста да се изгради. Ние ако изградиме личност во било кој образовен систем, во било кој општество, таа личност ќе биде личност. И околу себе ќе шири таа божествената светлина и на тој начин нели со самата личност ќе делува во општеството, односно во заедницата кај што се наоѓа. Така ли, отец Ивица? Тоа го кажа пред малку, така да на овој начин ќе ја завршиме емисијата, затоа што секоја личност која ја стекнала таа свесност за вистината, ама преку еден внатрешен порив пред се она што околу нас ни помага, но себе треба ние да знаеме, една личност што ја разбрала вистината или светлината на постоењето, станува света. Тоа е врвот на образованието и воспитувањето на секој човек. Благодарам. Ова беше 8-та емисија од втората сезона на Патот на животот. Мои денешни гости беа Петар Миленков, теолог, и отец Ивица, презвитер. Зборувавме на тема образованието и воспитанието како вредности и се надевам дека помогнавме од еден поинаков аго, односно да внесеме на светлина во целиот овој образовен процес и да ги подучиме луѓето, да им помогнеме да сватат
какво е образованието, да дадеме една диагноза или какво е образованието денес, меѓутоа е на насока како тоа образование да биде вистинско образование и вистинско воспитување. Благодарам. Благодарам за поканата.